Почитувана министерке за енергетика, јас денеска имам едно прашање кое се однесува на ресорот за енергетика, тоест вашето министерство. Во овој мандат до сега мислам дека најмногу прашања претенички имам поставено до Министерството за енергетика. Во изминатите години и пол дена имаше многу зашто имавме да разговараме. На некои од прашањата разговаравме директно со вас, на некои со вашиот заменик, и мислам дека денеска е време да се навратиме на некои од тие наши разговори, затоа што мислам дека и овој интерес кој се појавува кај нашата претеничка група е затоа што енергетиката навистина е клучно прашање. Тоа е клучно прашање кое може да послужи како огледало на минатото, што сме правеле во минатото за да стигнеме до оваа сегашност и сегашност во која се одразува нашиот суверенитет, нашиот капацитет да носиме самостојни одлуки за доброто на нашите граѓани, но и посочува кон иднината и обстанокот на нашиот државен и општествен еквилибриум. Но најмногу помеѓу ова минато, сегашност и иднина го имаме човековото секојдневие, кое се повеќе и повеќе е обременето со енергетска сиромаштија, и нашите граѓани низ годините се повеќе и повеќе го чувствуваат товарот на енергетската сиромаштија, и таа им задира во квалитетот на животот и во благосостојбата на нивните семејства и на нивните индивидуални животи. Јас сакам да искоментирам, ова сме го збореле со вас, Македонија во 91-а навистина имаше солидна електроенергетска инфраструктура, која меѓу другото и овозможи да стане држава на темелите на кои се постави, затоа што во еден момент, ако се сеќавате, немавме валута, немавме војска, но имавме електроенергетски систем кој ни дозволи држава. И тоа е создадено во еден период каде што речиси од среден век се развиваат овие инфраструктурни проекти. Зборуваме од 45-та, затоа што состојбата од 45-та знаеме каква покриеност имало со електродистрибуција, колку од нашите градови, нашите села биле покриени. И имаме момент во 91-та каде што имаме наше базно производство кој ги задоволува потребите на нашите граѓани, немаме потреба да увезуваме струја. Во изминатите 35 години не само што не е унапредено, туку е девастирано. И за ова сме се согласиле, почитувана министерке. Тие сите капацитети се разнебитени на основа на погрешни одлуки. И сите влади учествувале во овој процес на девастирање на овој систем. И се согласивте со мене на крајот на 2024 кога го зборувавме ова. Но сега, почитувана министерке, за прв пат имаме министер за енергетика. Сега за прв пат ќе може да се посочи прстот кон некој ресор и кон некое министерство. Јас не сакам повторно да влеземе во процес каде што по 5 години, по 10 години некој иден министер ќе зборува, но овој пат за вас, а не бегло за влади, затоа што сега имаме министер за енергетика на кој треба да се повика одговорноста. Дополнително, да направиме паралела на тешките времиња, затоа што енергетски тешките времиња се 90-тите, со ембарга, со различни несташици на енергенци, но во 90-тите покрај толку корозивната и погрешна политика на тогашните влади, капацитетите од минатата држава и дозволуваат да ги преживеат тие енергетски шокови. Сега второто тешко енергетско време е ова. Од 2021 навака. И не само што енергетиката е политичко прашање за нашите внатрешни работи, енергетиката е геополитичко прашање во изминатите 3 години. Се повеќе и повеќе се оди на заштита на енергенците и на интересите на државата во поглед на енергенците, затоа што веќе никој не може да ја гарантира безбедноста и сигурноста на нашите граѓани, освен нас. И што е вашата улога во овие години и пол дена? Искрено, во мој впечаток, ништо, освен еден закон за енергетика кој донесовме и на една комисија разговаравме. Јас ме прашав зошто СМ продажба да не биде универзален снабдувач за нашите домакинства. Вие рековте дека не можеме така и да интервенираме, мора да се во законот да пишува да се субјекти, па независно дали се приватни, дали се државни, но во меѓувреме таа либерализација не носи до рекордно крахирање на СМ. Ако го зборуваме за либерализација, стално може би граѓаните се лажат дека либерализација тоа ќе дојдат некои инвеститори од некои држави. Не, тоа се братучедите на политичарите. Либерализација значи фирми за братучеди, роднини и така натаму.
под параванот новие политики, затоа што вие рековте дека мора да се следат политики на либерализација, тоа е неолибералниот модел, кој може би функционираше за елитите и успеа да создаде социјален мир, но веќе не е така. Значи, текот е различен. Државите ги окрупнуваат своите државни капацитети, вие тоа не го правите и под привидот на политичката независност сакате да го ставите најполитичкиот ресор. Па сакам да ви информирам како министерка дека нашата пратеничка група поднесе закон за укинување на РКЕ, например. И зошто поднесе закон за укинување на РКЕ? Затоа што имаме дуплирање на министерство и сега најексплицитното министерке. Имаме министерка која на покачувањата на струјата не излезе да даде свое мислење. Зошто имаме министерка за енергетика кога Бислимовски излага и ни вели дека ќе имаме покачување на струја и вие не давате никаков коментар? Дали е Бислимовски министер за енергетика или па сите колективно чинители во овој енергетски ресор се портпароли на Евана, бидејќи само Евана добива од оваа ситуација во која се наоѓаме и никој друг. И ќе дојдеме точно до деталите како тоа се случува. Во април, инаку, кога не бевте на седница за пратенички прашања, со вашиот заменик зборувавме за крахот кој се случи. Меѓу другото, за кој информиравте дека имало проблем во соседството, тоа не е така, тоа е затоа што немаме компензацијски капацитети за сите дозволи за фотоволтаици кои РКЕ ги има издадено во изминатите години. И тоа е политиката која сега ја имаме како резултат. Политичката одговорност сакаме да ја вратиме кај вас. И затоа предлагаме укинување на РКЕ. Затоа што вие сте представени како енергетски експерт пред година и пол дена. Јас на самиот почеток на вистина немав никаков сомнеж во тоа и понатаму немам сомнеж. Но почитувана министерке, времето поминува. Година и пол дена веќе е поминато, а немаме доволно добри резултати. Во првото прашање помеѓу нас зборувавме за долгот на ЕСМ. Имаме, мислам, да не ги нарушувам правилата на собранието, дури имаме видео помеѓу нашата интеракција, каде што зборуваме за долгот. И во третиот квартал од 2024, значи тоа е непосредно веќе кога се формираше министерството, долгот беше 165 милиони евра. Па во првиот квартал на 2025 достигна 183 милиони евра. И кога зборувавме за овој долг, вие рековте, да, ова е страшно, ова е продукт на неправилни одлуки во водењето на ЕСМ, нешто ќе направиме за ова. Значи се согласивте. Доколку имаме контрадикција во ова, на дополнителното прашање можеме и да го пуштиме таа наша интеракција. Вие се согласивте. И тоа е супер, но година дена после тоа, што се случува со долгот на ЕСМ? До август имате отприлика досмеан долг од 250 милиони по сите основи, банки, доверители за услуги и така натаму, 250 милиони. И еве го заменикот министер за финансии до вас, на СПО системот до октомври-ноември граѓаните можеа да го следат долгот на ЕСМ, но сега веќе не можат. Сега можат да го следат долгот на одредена своја фирма за која им е потребно, но не и долгот на ЕСМ. Затоа, конкретното прашање, почитувана министерке, колку е точниот долг на ЕСМ? Ако е зголемен, што направивте вие во изминатата година откако разговаравме дека имаме енормно голем долг? Дали зголемувањето на долгот нагласува дека вие спроведувате контролиран крах на ЕСМ? Дали планирате да го приватизирате ЕСМ? Бидејќи ова се прашањата кои се поставуваат кога доаѓаме во историски највисок долг на нашиот државен капацитет. Во исто време кога ЕВН остварува енормно рекордни заработувачки. Зошто сте неспособни да го оспособите ЕСМ да му конкурира на ЕВН? Зошто ЕСМ кога даде пониска профитна маржа од ЕВН му беше одбиено затоа што немал билинг систем и така натаму? Ајде, оспособете го ЕСМ. Оспособете го ЕСМ и доведете го до ситуација каде што ќе се надпреварува со ЕВН Home, значи ЕСМ продажба со ЕВН Home, за да можеме да имаме социјално прифатлива состојба во овој клучен ресор. Граѓаните не можат да ја поднесат оваа енергетска сиромаштија. Ви благодарам.